Се наоѓаме во една предновогодишна атмосфера. Атмосфера која е исполнета со многу љубов, труд, внимание, а најважно се е со хуман карактер. Јас, Марија Завршанец, заедно со мојата екипа на Urban Life, се наоѓаме во Средно општинско правно трговско училиште Кузман Јосифовски Питил, со цел да ви го представиме денешниот настан. Се работи за новогодишен панаѓур, а нешто повеќе за тоа ќе дознаете во следниот прилог. Останете со нас. Тука до нас е председателот на младинската организација при ова училиште, Доан Слеман. Здраво. Здраво, мило ми е што сте гости на нашиот панаѓур. Кажете ми, од кога постои младинската организација и која е нејзината цел? Младинската организација, значи, активно е основана и постои од 2006 година. Нејзината цел е дружење на учениците во училиштето, работа на проекти, организирање на различни активности, од кои што ќе се извлечат позитивни резултати за училиштето и во пошироко за општествената заедница. Супер, Дон. Кажи ми, од каде идејата за овој панаѓур? Па идејата за овој панаѓур произлезе од самите членови на младинската организација. Нивната креативност можете да забележите, имаме голем број на производи, како резултат на нивната мотивација работевме во саботи, во недели, надвор од часовите, но сепак постигнавме успех. Дали сте задоволни од нивната креативност? Да, јас сум презадоволен и многу повеќе ми докажа, не очекував толку, но вистина прекрасни производи. Кажи ми, која е целта на овој панаѓур, односно зашто ќе бидат наменети средствата од овој панаѓур? Па целта на овој панаѓур е наменета, значи средствата што ќе бидат добиени како резултат од продавањето на производите ќе бидат наменети за хуманитарни цели и активности кои што се планирани од страна на председателството, тоест од сите членови на младинската организација за во иднина. Значи посета на некои институции каде што најмногу им е потребна нашата помош. Претходно имам информации дека тоа ќе бидат средства за децата со посебни потреби. Да, за децата со посебни потреби планирано ние да направиме посети на некои домови кои што се социјално загрозени, за децата без родители и така натаму. Мило ми е и се надевам дека ќе има доволно средства за да ги постигнеш твоите цели. Дали ќе ни откриеш некои твоите планови што сакаш да ги постигнеш со младинската организација? Па сега работиме на еден проект кој што уште го оформуваме за поставување на разглас на училиштето. Имаме уште многу проекти, еден од проектите кој што не чека за воиднина и се надеваме дека ќе постигнеме успех е државните надпревари од Младинската асоциација на средни стручни училишта, тоест републички надпревари кои што ќе бидат одржани во април. Исто така, да му откриеме на нашите гледачи дека минатиот месец Младинската организација Ново училиште беше во Гостивар и освои прво место за филм. Откри нешто околу тоа? Па филмот беше за наетити 21 век, искрено идејата така од ненадеж просветна, исто така од самите членови на младинска организација. Филмот се снимаше за кратко време, за 2 дена, но сепак постигна успех и на републичко ниво. Значи прво место задав? Прво место за најдобар филм на републичко ниво, да. Супер, Дон. Ти благодарам многу. Јас се надевам дека овој новогодишен панаѓур ќе помине во најдобар ред и се надевам дека средствата ќе бидат наменети само за хуманитарни цели. Така. Значи, младинската организација во соработка со Средното општинско економско правно трговско училиште Кузман Јосифовски Питил, како и секогаш, така и овој пат, организиравме еден проект со кој што се надеваме дека ќе постигнеме поголем успех. Како што и самите можете да забележите, на овој панаѓур имаме направено огромна палета на различни производи, се со цел да ги задоволиме потребите или да истакнеме на хумана идеја и да му помогнеме на тие кои што му е потребна нашата помош. За каде се наменети средствата кои што ќе бидат собрани од овој панаѓур? Па средствата кои што ќе бидат собрани од овој панаѓур се наменети за социјалните случаи, за децата со посебни потреби, значи за сите активности кои што ни се планирани во нашиот план од страна на младинската организација, сепак се разбира во соработка со нашиот директор. Кој ги спремаше овие производи? Кој ги подготвуваше, кој ги правеше? Производите ги спремаа сите ученици од 1 до 4 година. Изработувањето на производите беше организирано на работилници, посебно со 1, 2 и 3 и 4 година, во настава и за време на настава.
Доан Сулејмановски, председател на локална младинска организација Сдружение на млади економисти Прилеп. Чека само како текст. Доан кажа, добро де, добро, добро де, важи. Добро. Младинска организација, значи колку проекти до сега сте подготвиле, сте припремиле? Па младинската организација започна од 2006 година со проектот USAID. Имаме учествувано доста надпревари, доста проекти, над 10 на проекти до сега. Ме покажале добри резултати, први, втори, трети места. Целта на овој панаѓур, на овој денешен панаѓур, која е целта? Што организирате? Целта е да најпрви да видиме креативноста на самите ученици. Значи, она што тие го спремија денеска е нивна активност, да се соберат одредени средства, кои одредени средства ќе бидат искористени во хуманитарни цели. Мислам дека ќе појдат на право место. А дали сите проекти кои што ги организирате се од хуманитарен карактер? Па, претежно се од хуманитарен карактер. Молам, фала. Да. Што не се моти, имам јас 2-3 производи изработено. Добре. Ќе ме кажете кога сега? Може? Значи, јас имам изработено повеќе производи, ги изработив овие лампиони, како и некои кебани, овие и овој вид на кебани. Значи, за лампионите ми беше потребно околу час, 2-3, додека за икебаните ги работев 1 ден, 2, така кога имав слободно време. Ајде, готово. За изработка на овие производи не ни требаше многу време, затоа што им посветивме доволно внимание и тоа го правевме со љубов. Не беше сето направено со сила и овие производи ги правевме за хуманитарни цели, со цел да им помогнеме на децата што се без родители и со посебни потреби и слично. Од мене се изработени овие производи и другите производи се на другите штандови. Посебно од овде на овој штанд немам мои производи, но имам направено и кебани и други украси кои ги има распредено на другите штандови. Исто така кои се посветени за хуманитарни цели, со цел да ги израдуваме децата со посебни потреби, децата без родители, да му подариме некои подароци и колечина кои се надеваме дека ќе биде позитивно. Па не ми требаше многу време, затоа што, како што рекоа и другите, го изработував со љубов и не беше многу, околу 2 сати, работевме напорно и во саботи, во недели. Да.